Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. На моје огромно задоволство, гостин на програмата на ТВ Канал од Вис е мојот дамнашен познаник и пријател Зоран Јовановски, ни доаѓа од селото Ангелци, инаку член на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет, Мобилност Струмица и се разбира и на Сојузот Мобилност Македонија. Зоране, добар ден и добре дојде во нашава емисија. Како се чувствуваш кај нас? Добро. Убаво ти е. Супер. Така. Имаме убав повод за овој наш разговор, поводот е оно што пред известно време се случи во Скопје, се случи традиционалниот Визер маратон, на кој ти зеде учество. Во количка си, во инвалидска количка, кажи ми како беше, какви се импресиите од тој маратон? Беше ли добро организиран? Да, за организацијата беше добро, ама како најпрвен, значи ги извозив 42 км со активна количка, не со маратонска, со активна. Тоа е таа. Да, тоа е таа количка. Значи, тие се маратонските специјални количка, таа е обична, што не верувам некој по Европа дали имат го извозено еден или двојца. Браво. Тоа е интересна работа. А во што се разликуваат? Малку се подолги, полесни се за... Да, подолга, многу полесна за управување, побрза. Значи, ако го извозах, јас маратонот што го извозих за 4 сати и 6 минути, со стајање негде под 2,5 сата. Браво. Колку? 4 часа и 6 минути и 59 секунди. И 59 секунди. Убаво ли е тоа искуство? Дали прв пат учествуваше на Скопскиот маратон? Не, на Скопскиот маратон ми е тај трет пат. Првиот пат возев полумаратон, 21 км, а лани извозив 42. И сега повторно 42? Па 42. За разлика од лани ми е подобар резултат од негде со 26 минути. 26 минути, добро. И кажи ми, беше ли напорно да се извозат 42 километри, не е лесно и со автомобил да си, а не со инвалидска количка? Секак напорноста беше многу тешка, ама на крајот упорноста се исплати. Така, и на крајот среќата е таа што не се плаќа со пари, нели? Да. Дека си направил подвиг 42 километри за 4 часа и 6 минути. Тоа е навистина добар резултат. Имаше ли други инвалиди во овој маратон, учесници? За други не знам, ама за околичка немаше. Не, а? Не. До лани имаше уште еден дечко, ама он воза само полумаратон. 21 километри. 21. До сега 42 не е возил. Добро. На која релација возевте? Или само низ Скопје? Низ улиците? Само низ Скопје, тоа е 2 круга по 21 километар. Се починаше од вај година почна од Борис Трајковски. Добро, од салата, спортскиот центар Борис Трајковски, добро. Се одеше негде до Хром. Добро. Од Хром доле до аеродром, што е Трговскиот. После Трговски центар ти е Бисер, тама на самофорото се врата. И повторно до Борис Трајковски. Да, повторно тука се враќаше преку собрание, на влада се испаѓаше и повторно до Борис Трајковски. И уште еден круг. Уште еден круг. Значи 21 и 21 километра, вкупно 42 километри. Некакви проблеми дури. Тоа го правиш со помош на рацете, така? Исклучиво со помош на рацете. Како издржа? Имаше подготовки пред тоа или? Па подготовки, да. Имам како секој ден, како што сум активен на количката и имав на колку, да кажем, Ангелци, Велюса, Баница, Струмица, па Ангелци. Така. Тоа го извозих едно 5-6 пати, па не саках многу, нели, да се оптоварваш. И од Ангелци, Велюса ми е негде 3 километра горнина. И тука доста вежбах на таа го. Супер, значи сепак имаше подготовки за да се издржи таков еден напор. Заслужуваш честитки, браво за тебе. Се надевам сите оние кои го следат овој наш разговор
се горди на тебе, што еве од нашава општина доаѓа човек кој ги поминал сите тие 42 километри на Визар маратонот во Скопје. Еве, ти донесе и некакви спомени од тоа. Да. Тоа е медалот. Да, секој што ќе го заврша маратонот, нели има чип. Значи, ако не си чипуван џабе и да го завршаш, мора да имаш мајцата чип, бројче. А тоа организаторите го Да, тоа обезбедуваат? организаторот ти го дава и на крајта чим го поминуваш маратонот, секој го добива. Го добива овој медал како спомен за Да. учество на Визар маратонот, многу убаво. И тоа е Тоа е дресот дресот што не го дават Визар. Визар еве тоа е тој дрес. Така беше облечен? Не. Не. Тоа на крајта го облечех, требаше ние да одам од Скопје да си ги зима, а јас се организирах еден пријател да ми ги зема мајцата и И што велеа кога го заврши маратонот, што велеа организаторите, другите учесници? Ти честите, така? Да. Браво, браво. Пред да го започнеме овој разговор, пред да влеземе во студиото, велиш, имам и малку проблеми од тој извозен маратон, поради носење маска, така? Цело време беше со маска? Не, без маска, ама најнакрај така оставима маска, нели? Тама веќе кога завршуваш, како еден вид дехидриран си, ставаш маска, пот и Од солта на потот се прави проблеми на устата, на брадата. Добро. Тоа се заборава, ама убавиот спомен останува. Предпоставувам горци на тоа што го направи, така ли? Нормално. Така. Предпоставувам и дека следната година пак ќе видиш дел од овој Визар маратон. Обавезно. Обавезно, така. Обавезно и сега правам напори некак да се земам некој си маратонка количка, специјална. Ама тие многу коштат. Добро, тие колички треба да го обезбедите вие или ви помага Мобилност Македонија или одредени институции? За вие што сме, ние сами си ги набавуваме. Така? Ние што седаме. Нема некакви попусти за инвалиди, да? Не. Нема? Не. Околу тоа треба државата да подразмисли, за да им се помогне на телесните инвалиди во набавка на такви колички и на сите други неопходни опреми кои ви требаат. Оти има разни видови нели на телесни инвалиди. Во што е карактеристично? Например, колку чини оваа количка? Ова, таа ти е кошел шампион, карбон, почетна цена и од 3,5 па достигнал до 7.000 евра. 7.000 евра? Да. Пред да го започнеме разговорот, рече дека само гумите чинат колку? Околу 100 евра. 100 евра, една гума. Не, двете. Двете. Две со внатрешни негде приближно околу 100. Толку, зависи од која држава толку ќе ги чинат и земаш. гумите за автомобил. Па толку се. Добро. Дали си бил на други маратони во нашава земја и надвор од земјава? Само у Белград на еден полумаратон. Така? Пред 4 години тука го добијах инспирацијата за да возам полумаратона и маратон. Така. Беше како физичко лице или како дел од Мобилност Македонија? Не, таму бев по покана на еден пријател од Крагуевац и возев за нив. За нив? Да, не ја представуваше Македонија? Не, јас ја представував Македонија, нели сус македонско знаме облечен се, ама они што ми првие да кажеме чип карта, се тие, и представував нив. И најдоброто што беше, мојата кола беше паркирана на влада пред у Белград. Така. И беше цело со македонски знамена и немаше некој да нешто не га слика. Убава презентација на нашава земја си направил, одлично. Со добар успех го помина и тој маратон во Белград? 20, колку километри? 21. 21. Ама тоа мораше групно да го возаме, па не знам. Не беше важен резултатот, не беше, или? Не, резултатот не беше, само беше резултатот од и тама беме телесни и слепи, па нешто
па и некои друзи болести, не ги знам Така, кои беа, така. нели? И да кажеме, јас кога возах имаше со мене и еден слеп. Нели, полуслеп гледаше дечкото и он трчаше. Тука беше некоја мотивација да се Да си помагавте еден на друг на некој начин, Да. или разговаравте, дури го правите тоа. како еден вид да му Подршка. Подршка. бидеш... Јас гледам она ода и тука малце. Така, добро. Убави се тие искуства за тебе, се надам дека ќе продолжиш и понатаму. Меѓутоа, оние кои го познаваат Зоран Јовановски знаат дека тој е активен и во другите спортови, како кој ги организира Мобилност Македонија. Ајде да се подсетиме во кои спортови си бил активен досега? Па атлетика, дизгјуле копја, нели, фрлачки дисциплини. Така? Од 2003 веќе кога почнах активно да се бавам, имаше и тркачки дисциплини со количка, само моментално ги нема. И Тоа е диск, ѓуле и копие, добро? повеќе бојтова се вика, Така. туку у Македонија. И имаше тркачки дисциплини 100, 200 и 400 метра, ама сега веќе тие ги нема се укина. Има пинг-понг, лига на пинг-понг, Така. А еднаш имаш учествувани и на шах, така? на шаха, да. Така, ја престуваш Струмица. мобилност струмица. И со каков успех настапуваш во тие дисциплини? Јас колку што знам имаш освоено први, втори, трети места? Значи, од 2003 па до ден денешен, прво, второ, трето, прво, второ, трето. Браво. Значи, тука сам негде у... Меѓу најдобрите Меѓу во државата. најдобрите. Така? у атлетика, а пинг-понг имам тук таму на кој медалче земам. Некој медалче. Да. Ама имаш дома многу медали, така ли? Да, Веќе медали имам. не се бројат. И тука од кај нас, ако кажам, имам земано преку 50 Браво. негде. Па и од вонко државата имам толку. Браво. Немам толку, ама тука негде се Браво. тама. Значи има и меѓународни надпревари. Да. Сте биле надвор, на пример каде? Тоа Каде? е Србија, Босна, Хрватска и Словенија. Супер. Во Бугарија не сте биле? Не. Так, браво. Одлично. Тука бивша Југославија што викаме не. Така, во државите кои произлегува од поранешна Југославија, убави се тие контакти, имаш пријатели од таму, контактирате ли? Да. Да? Браво. Од Србија, тие што се светски олимписки рекордера у фрлачки дисциплини, ми се доста добри пријатели. И формирате ли, да кажеме, во тие дисциплини репрезентација на државата, на Македонија? Да, Во- значи, Ти си репрезентативен за Македонија, така? Значи, тие што се првите тројца, они директно одат, фактички би составаме од Мобилност Македонија на репрезентација. Од една Мобилност Македонија има повеќе гранки, сега да кажеме, у моите параплеги и квадриплеги, правите тројца право си одат директ. Од церебрална исто, нели? Така. И, значи, ние, да кажеме, у нашата категорија, у седече што викаме, првите тројца, право сме си у репрезентацијите и си одаме. Така. Не си бил на параолимпијади. Не. Таму обично одат стрелачите, бидејќи тие се најуспешни во државата. Имаат 2 златни олимписки медали. Бранимир Јовановски на олимпијадата во Барселона освои златен медал. Бикова освои во Лондон златен медал на параолимпијадата. Ванчо у Атина. Иванчо Да, Карамфилов, ама не беше златен или Не, бронза мислам. Ете така. Јас борам за 2 златни медала од Барселона и од Лондон, тие се многу активни. Бранимир се уште е председател на Мобилност Македонија. На Мобилност Македонија и на Федерација за спорт и рекреација на Мобилност Македонија, кој го сочинат, нели, телесни глуви и слепи и прават на секој, кажи го, на секои 2 години ротација на председател. И сега, например, до декември му и тај е мандат. Така, добро. Колку си задоволен ти од третманот што го имаш од Мобилност Македонија? Колку Мобилност Македонија се грижи за развојот на спортот за вас телесните инвалиди?
Па Се прават добри организации, нели? се прават добри организации, ама како викам, колку пари, толку музика. Па Значи, тоа е. Мобилност Македонија колку има, толку организира. За Да, оти јас разлика сум од бил, другите. ги спомна тие атлетски надпревари. Се сеќавам, не знам каков јубилеј прославуваше Мобилност Македонија, јас правев репортажа за Мобилност Македонија и бев во Охрид на едно државно надпреварување кој имаше телесни инвалиди од скоро сите градови од држава. Од сите здруженија што се, Да. има телесни инвалиди, ама тоа ми беше зборо, нели? Мобилност Македонија, да кажеме, спрема другите држави, многу помалку пари има и многу помалку може да го организира како што треба. Таква земја сме, помала земја, помала економија и помалци пари. Ама како организација е добра. Да, Бранимир си ја знае добро работата и организира такви работи. Но ги следиш ти и другите нешта кои ги организира Мобилност Македонија или Мобилност Струмица. Така е, тука е музичките средби на лицата со телесен инвалидитет, тука се поетските средби, нели? Тука е тортијадата во организација на Мобилност Струмица. Јас многу години поред се дружам со вас и убави се тие организации. Ти си редовен учесник. Да. Не мора да учествуваш во надпреварувачкиот дел, бидејќи спортот е твој дел, нели? Но секогаш си присутен. Така. Беше присутен и пред некој ден на одбележувањето на денот на на заболените од церебрална парализа како наш представник, така. Се случи тоа во Дара Джамбас во Скопје. Како помина, на кој начин се одбележа овој ден? Па значи, тај е светски ден на лицата заболени од церебрална парализа, бидејќи мојата сопруга е заболена од церебрална и ние како представници од Струмица беме во Дара Джамбас. Така. Ама малце закъснеема, бидејќи Скопје го возев негде саат и пол, заглавив огужвана. И кога дојдеме веќе до Дара Джамбас, тоа беше на каже рече на пола. Веќе Бранимир беше издадел изјави спреме телевизии. Значи имаше говори, имаше, значи типично одбележување на овој ден. Убаво е тоа да се одбележуваат овие датуми и чинам дека не е доволно еден ден да се прославува тоа, бидејќи годината има 365 дена и убаво е сите тие денови да бидат посветени на вас, телесните инвалиди и на сите други луѓе, лица со посебни потреби, бидејќи вие сте дел од ова општество, дел од оваа заедница, а сите сме еднакви, така ли? Ти не сакаше, не е по твоја желба да седнеш во количка, но ти не си роден таков, така? Се случи несреќа. Што всушност се случи, ако не е тајна? Па во кафана седев, бев на Здрав, прав, бев војска, бев си дојден редовно, двајца се скараа таму, едно испука. Со пиштол? Со пиштол, у циментов стол и на мене окичма. И толку. Тоа се тие човечки судбини, но тоа не те поколеба да бидеш разочаран и да не одиш напред во животот, нели? Си имаш сопруга. Да. Возиш автомобил, велиш имаше гужва во сообраќајот на денот на церебралната парализа. Имаш специјален автомобил? Да, специјален. Со рачни команди. Значи, до пред 5-6 месеца возах мануелен менјач. Сега смених кола автоматски. Автоматски, сама си менува, добро. Тука кај нас само малце ќе излезам од тамета. Нема специализирана, да кажеме, продавница или за рачни команди кои ќе направат на нас. На кој начин се снаоѓате? Па јас тие ги купувах преку тие се италијански, од Бугарија ги зимах. Добро. И ми ги местие. И сега треба да одам натас. Да ти го одобрат тоа. Да го одобрат. Процедура е, значи. Процедура е голема, значи тука малце не ни ја решам проблемот. Така. Добро. Од што екзистирате? Еве, ти и сопругата, од што екзистирате? Како доаѓате до пари да купите еден автомобил, да купите нова количка и така натаму? До пред
4 години имаме фирма, имаме такси компанија со еден пријател, па негде 8 до 9 години ги држаме. Биде што биде ga затвориме и после влезех у инвалидска пензија. Да, добро. И задоволен си? Може и подобро, нели? Може и подобро. Може и подобро. Ајде малку да позборуваме за статусот на телесните инвалиди и воопшто на лицата со посебни потреби во државата. Колку државата, колку градот се грижи за вас. Нештата, мое мислење, ти ке си кажеш дека од година во година некои нешта се подобруваат. Сигурно не е подобрено се, Да. сигурно треба уште, се извинувам. Меѓутоа, јас се сеќавам пред 29 години толку функционира оваа телевизија во која работам. Правевме некакви истражувања, правевме некакви репортажи, одевме по разни населени места, села, рурални и од најмалите. И знам дека телесните инвалиди родителите ги криеа, не беа достапни во јавноста, но нештото почнаа полека, но сигурно да се менува. Дали е тоа така? Па, ајде да кажеме прилично така, ама да кажеме го земам како Струмица, Добро. има 300 члена и 300 сигурно има неидентифицирани. Значи се уште се кријат, Се уште се кријат, не испаѓат низ градот, не се дружат, се затварат сами у себе. И сега, да кажем, некој што е тешко повреден скоро, дали ампутација или исто како мене параплегија или квадриплегија, го кријат дома. И сега, например, они викат ќе биде, ама не го вадат од родителите не ги вадат своите деца од своите своите домови. домови. Тоа не е добро. Еве апел до сите оние кои имаат член во семејството, телесен инвалид или било какво лице со посебни потреби, да направат се за своите тие членови да им овозможат нормален живот. Колку државата и општината ви помага да имате понормален живот? Да кажеме, каква е достапноста во Струмица? Пристапноста е добра. Пристапноста, така. Може и по-добра, ама спрема другите градови кои ќе видиме, Струмица е прилично пристапна. Како најбитно центарот можеш да го извозаш. Да, јас се сеќавам кога може би беше пред 10 на 12 години, една од првите активности на тогашниот градоначелник Зоран Заев беше сите тие улици низ центарот на градот се направија пристапни со тротоарите. Колку институциите се пристапни за вас? Институциите ни една. Ни една. Социјално јас сега треба после да одам до социјално, на трети спрате мора некој да најдеш за да ти качат документи. Ти не можеш да си ги внесеш од другото социјално исто. Така. А они треба да не се најпристапни. А постои закон кога една институција или кога една нова зграда се отвора, постои закон за да помине тој атест за таа зграда мора да има пристапна рампа. Се почитува ли тој закон? Не. Не, а? Не. Тоа е жално и тоа надлежните треба да поведат сметка околу тоа. Околу придружба на лица, дали е тоа платено? Значи, ти си сопругата, така? Таа те вози со количката, нели? Да. Добивате ли надокнада за придружба? Не. Има преку Струмица, значи има персонални асистента кои идат да ти помогнат. И тоа е одредена помош? Он е, да кажеме, у месецот 80 сата треба да со тебе. Ама тие се на колку луѓе што го има това. Значи, нели, у Струмица се барат и ошто повеќе, ама на некој, сега зимам на мене, може ми треба 4 сата, ама има на луѓе, например, како некој што се вратна кичма, на них им треба 24 сата, не му треба 4 сата. Така. Добро, еден чекор напред или повеќе чекори напред е
сепак се прави, еве, помалите, оние кои одат на училиште, имаат такви асистенти, и еве, телесните инвалиди и лицата со посебни потреби се дел од образовниот процес, одат со нормалните деца, нели, со здравите деца, и тоа е добро. Или, да кажеме, една друга мерка, кои одредени лица кои беа затворени во некакви институции, како што е Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско, добија своји станови, сега се своји луѓе. Така ли е? Да. И тоа е добро. Што е она што ви недостасува? Што би апелирале до властите, до градските, до државните власти? Што е најнеопходното што ви треба? Рехабилитационен центар. Добро, што значи тоа? Тоа значи, да кажеме, луѓе кои се најчесто параплеги, квадриплеги, кои ќе се повредат, биваш здрав, секундата право инвалид, а и ти си веќе, животот се мена за 360 степена. А лежиш у болница 15 дена и те праќат дома, немаш рехабилитација. Ти веќе не знаеш ни как да седнеш у количка, Нема кој да ти помогне. нема кој да ти помогне. Така. А тука на рехабилитација што барам да ги усовршат на луѓето Така. како да седна на количка. Значи ви треба некоја специјална Специјална институција, што беше ги има ли во држава? Не. Беше тоа костозглобно во беше Охрид? костозглобно. Добро. И сега, например, завод што беше у Скопје, Центарот за физикално, ама там си само 21 ден. 21 ден не представува, тоа не е време, кој може, например, ти да го совладаш и психички, и, да кажеме, и физички. Значи, тука треба само еден центар. Колку ви овозможува да кажеме посета на хотел Цар Самуил во Бајанско за Значи, тие што има диагнози, така? може да го посетат 21 ден у годината. Така. На чија сметка е тоа? Тоа е, ода се преку социјалното. И сега, например, има категории се услободни, не плаќат партиципација, има категории се плаќат партиципација. И јас како параплеги, јас плаќам партиципација. Добро, како е со годишните одмори? Јас колку што знам во Охрид имате своје одморалиште, колку го користите? Во Охрид Мобилност Македонија има 11 апартмана. Да, сум бил и таму, ги знам. И да кажеме сега, Струмица требаше да вај година од јуни 20 до 1 август. Да, но се Ама случи само тоа си- што се случи, тој И сега од ковид, Струмица, мислам околу 21 член треба да одат. И тука ги користам, ама негде околу 5-16 не може да бидат 21 некој од брачни парова, ама собата 3 кревети, нели за зима 3 така. соба. Важното се користат, добри се. Така. Имате ли место каде што може да се собирате, да се дружите, да играте шах, да се шегувате, да се дружите меѓу себе? Има ли, освен седиштето на Мобилност Струмица? Тоа е мало седиште. Имаше прави, нели, тератана доле на Младинска. И само што се направи, само што почна да работа, фати пандемијата. Да, за жал. И се дружиме по така ти на колку луѓе. Па до тератана, нели, има веќе право да се отвара. Добро. Она што треба да го правите, а претпоставувам го правите, дека мора да барате континуирани контакти со градските власти, со општинските власти, со државните власти, да ги кажувате своите проблеми и на првите луѓе во владата, и на Министерството за труд и социјална политика, и една по една тие проблеми да стануваат се помали или да исчезнуваат. Добро. Што понатамо? Имаш ли планови до крајот на годината, по нова година? Значи, Учество на некои други надпреварувања? па учество, не знам, ама ако пуштат граници, Има некои надпреварувања, така?
ќе има некој надпреварување по атлетика, ама сега повеќе сакам зимата кога ќе дојде на скијање тука Маврово и Пампорово одаме на скијање. Тоа е далеко, тоа е кај Пловдив, така. Да, одаме за Пампорово. Добро, како скија еден човек кој е во количка, на кој начин? Има специјална скија исто како количка, од доле си има скија, се вика сит скија. И она имаме пред 3 години обука дојдеа од Англија луѓе на Маврово на обучие како да возаме. Интересно ли е? Интересно. Пред да влеземе во студио, ми кажа дека имало некаков план и за летање со падобран, и за нуркање. До кај се тие планови? За нуркање бе плани на нуркање. Така? Требаше нешто за Грција па да се одама, ради пандемијата не ујдеме. Имам сега план само скок со падобран и скок со параглайдер. И со параглайдер? Да, тоа параглайдеро веќе имат набавано. Преку атлетскиот клуб летачкиот клуб Скопје, преку Јана Стафанов, ќе кажам кој е, он е обучен за специјална за параплегија и квадриплегија. Добро. Тај специјален падобран од ние не можеме најста да ги креем, он има едни јажина, при спуштување, он ти крева нозе. Браво, браво. А ти си полн со елан, полн си со живот и полн си со решеност да одговориш на тие предизвици, да доживееш се во животот, убави нешта. Зоки, јас ти благодарам за разговорот. Се надевам дека следниот пат кога ќе ни дојдеш, се надевам дека ќе имаме убав повод за повторно за разговор, ќе зборуваме за некои подобри работи, дека се решиле. Например, еве уште едно прашање околу сообраќајната сигнализација. Решено е, знам дека низ цела Струмица постојат паркинг места за инвалиди. Да. Ги зафаќаат ли други возачи? Редовно? Редовно се зафатане, тие се едни исти, ќе ги зафаќаат. Ајде, пред глобал не можеш да се паркираш од таксист. Истото случува и по друјста паркинзи. Така. За жал тоа е така. Добро. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето во емисијава. Ти посакувам се најубаво и на некои следни маратони, други атлетски надпреварувања. Се надевам дека повторно ќе се видиме. Важно.